Секој пат со Цеце знаеме да се евоцираме спомени од почетоците на Туринската на Телма, кога таа и јас ги кажавме првите добро утро тогаш пред многу години на Телма и да се евоцираме спомени кој се бил тука и што се промовирал. И дефинитивно тоа беше Light Pillar конкретно кога стана збор за еден од подобрите македонски джез проекти на нашиот врвен пианист Гордан Спасовски. Цеце се сеќава сега на некои дамнешни не толку интервјуа, јас конкретно за промоција на албумот. Меѓутоа доаѓаме до 2026 во пресрет на оваа 2026 година во повторно уште еден момент каде што ние сите заедно со вас ќе му дадеме френетичен аплауз на Гордан, затоа што за отприлика 2 седмици од сега тој заминува токму во Зволе. Тоа е град во Холандија, каде што е избран помеѓу тројцата најдобри финалисти и е добра работа, повод за да тој ве поздрави вас, ние да, како што кажавме, дадеме аплауз и само да му пренесеме дека во текот на вчерашното гостување, среќни празници, потоа и добро ни дојде, Гоце Стевковски, кога споминавме дека оваа недела некако ние се во джез културата и така започнуваме всушност, нели, затоа што сношто имавте концерт, ќе спомнеме за тоа Гордан и била утеки ни гостува Гордан. Врвене, го обожаваме, го сакаме. Тој е нашиот пианист, нели, во нашето јадро на джез оркестарот и кога кажав кој е поводот, точно знаеше тој, меѓутоа тоа е голем проект, да знаете. И сега вака да им објасниме на гледачите. За колку голем проект станува збор. Избран си помеѓу тројца финалисти на меѓународниот надпревар за Big Band композиција, што е во организација на джез оркестарот Millennium од Холандија. Оркестар кој што има години постоење, односно датира повеќе од 40 години и во него свират врвни холандски и германски джез музичари. Така што финалето, по кое што си ти финалист, од тројца избрани, се одржува на 31 јануари во градот Зволе. Гордан Спасовски, дами и господа, во студиото на Треска. Добре ни дојде, Гордан. Здраво, добро е најдов. Ви благодарам на поканата. Па има ли поубав почеток за тебе годинава, пријателе? Да. Па, супер, мислам, започна најдобро, а и претходната заврши супер, така да... Да, и претходната заврши супер. Како се случи овој голем надпревар на кој што ти си веќе помеѓу тројцата финалисти, што каже дека можеби ќе бидеш и победник, така? Па, вака, овој надпревар се пријавив најпрвин по препорака на Владимир Николов, на нашиот познат, светски познат аранжер, композитор. Тој ни беше гостин со Big Band-от, имавме меѓународна турнеја заедно со него. Значи свиревме во Виена, во Прага, во Будимпешта, го представивме тој нашиот, јас би рекол, најавтентичен проект на Big Band-от, што се вика Македонски сновиденија. Представивме наши композиции инспирирани од фолклорот. Во Порги и Бес во Виена, во Ла Фабрик во Прага. Ја искористив оваа прилика и да го спомнам, нели, тоа, бидејќи е многу важен проект за нас и се надевам дека наскоро ќе го снимиме тој проект и дека ќе може да биде еден печат на Big Band-от и на македонската джез музика. И додека патувавме, нели, Владимир тогаш ми спомна за овој напревар, нели, ми посочи ако можеме да се разговор, иако многу значаен. Нормално, да. Така да, огромна благодарност до него за тоа. Обично, Гордан, пријавувањата одат засебно, ти си джез музичар, отприлика го знаеш карактерот на преварите? Така е, значи меѓународен конкурс распишан. Ова Millennium Jazz Orchestra всушност оваа година слави 40 години од своето постоење. Пак ќе спомнам, Владимир беше еден од победниците на минатогодишните надпревари. Така да, ете, тоа е... Добро, избориме сега за колка конкуренција од пријавени джез пианисти врвни? Па не само пианисти, значи ова е конкурс за джез композитори и аранжери. Не знам, мислам дека повеќе од 200 имало пријавено, така да... Значи вкупно 200 од 200. Гордан, нашиот Гордан е во трите, најдобро во моментот. Кога патуваш таму и како е замислено, да речеме, тоа можеби финале? Претпоставувам дека ќе се изведуваат композиции, ќе биде тоа се во живо, ќе биде еден убав надпревар, ќе има, претпоставувам, реномирана жири комисија. Ајде малку опиши ни го тој момент, се подготвуваш ли периодов интензивно за тоа што те очекува на 31 јануари? Да го доближиме милениумот на публиката. Така е, да, значи овој джез оркестар настапува на еден нивен фестивал кој што тие го организираат во чест на, нели, по повод 40 години од своето постоење, ќе изведат своја музика и на тој концерт ќе бидат изведени овие три композиции, три финални композиции од овој конкурс. На тој концерт самите тие, нели, ќе одлучат кој е победник,
ќе одам неколку дена претходно да бидам присутен на пробите, да има некаква конекција нели помеѓу композиторот и биг бендот, за да се пренесе, да речеме, дел од работите што не може да бидат пренесени преку нотниот запис. Так. Значи има некои работи што би можеле да ги доближиме малку музички, вербално или со самото свое присуство нели таму, така да ти инсистираа на тоа. Јас сум пресреќен и презадоволен што ќе отидам таму и што ќе бидам присутен таму, што ќе го слушнам овој биг бенд и што ќе чујам мојата композиција да биде изведена од нив. За мене тоа е најважно. Тоа е Во голема присуство на победа. публика, Гордан, Да, така? да. И сега претпоставам дека ваков тип на надпревари каде што се бира победник, не знам, гласачко тело од страна на публика тоа нема, меѓутоа овде имаш конкретна Тука жири има комисија. комисија, да, Жири значи комисија, жири да. комисија и тие си одлучуваат. Одлучува. Со што се представуваш? Композиција која што се вика Lioness или Лавица. Тоа е композиција напишана и инспирирана од една лавица, од која е символ нели за храброста, за силата, за упорноста. Воедно нели метафорички тоа е една жена. Така да женската фигура не е романтична песна, туку е композиција Борбена, која моќна. така, која што ја представува, најпрво не представува, го отсликува карактерот на оваа лавица. Па потоа може да го потоа романтизираме малце- нешто. Така е, да. Значи ги прикажува сите аспекти од низиниот животен тек и од низината борба, да речеме. Кога често говориме со вас, да речеме џез музичари и мајстори, врвни за нечи, ќе кажам во ова поле, често знаеме да кажеме дека џезот е секој пат едно креирање на импровизација, всушност маестрално изведени дела. Чинам дека Холандија можеме да кажеме дека е едно неверојатно културно јадро за џез музичари. Така е, да. Веројатно затоа и се случува Милениум во Зволе. Па да, значи тие веќе имаат долга традиција на џез биг бенди, на џез култура, имаат супер музичари, супер изведувачи присутни во Холандија, присутни и на светската џез сцена во Њу Йорк, во LA, така да имаат ако не се лажам, 3 факултети за џез музика. Во Холандија? Па мислам дека Ротердам, Амстердам, не сум Исклучено сигурен. џез. Да, така да еден од финалистите мислам дека е професор на факултетот во Амстердам. Колку го? Да, така Да, и веројатно тие контакти кои што ќе ги оствариш таму ќе отворат само нови хоризонти за тебе. Верувам дека можеби имаш и некои такви очекувања, но до некаде и веројатно имаш некакви планови веќе за оваа нова 2026 која што ја живееме. Ако спомена дека претходната завршила на најдобар можен начин и оваа стартува на многу добар начин, имаш ли, Гордан, веќе некакви замисли, планови, дали можеби уште некое вакво слично надпреварување каде што ќе видиш не само до каде си во поглед или на твојот развој, сето она што го негуваш и носиш тука во себе, но веројатно и момент да се научи многу од сите тие надворешни искуства кои што многу значат за музичарите, генерално за уметниците. Па генерално секое вакво искуство е голем плюс за секој од нас. Значи учиме, цело време зрееме од овие работи, Да. напредуваме, така да најпрво сум благодарен за тоа. Оваа година ќе следуваат проекти со моето трио, заедно со Виктор Филиповски, со Кирил Туфикчиевски. Ќе имаме исто ќе го споменам проектот што го односно албумот кој го издававме минатата година со Чет Мекала, трубачот Чикаго, проектот Трансферс, исто помина супер. Минатата година имавме неколку гостувања тука кај нас со него. Настапивме на Арт Генератор фестивалот, имавме уште неколку настапи тука, промоција на албумот, помина супер и ќе поработиме на уште некои нови композиции со Чет. Воедно и со Биг Бендот имаме доста работа, значи не чека напорна година. Има доста гости од странство, ќе го издвојам и овој проект Македонски сновиденија, кој што Така е. ќе работиме и на него. Обично Така кога да. говориме за резултати, Гордан, како предничи или како добро се носи џез музиката на дигиталните платформи денес, каде речеме нели музичките дигитални платформи? По слушаност, по даунлоудирање, односно симнување на тие канали и така натаму?
Може да Ќе направиме бидам искрен, јас не сум многу запознаен со Истите тој тие. аспект, меѓутоа знам дека не е на исто ниво како поп Комерцијалната музика може и би, да. како комерцијалната музика, нели? Меѓутоа дека има слушателска секој пат има, што е многу интересно, Јас мислам дека, извините, прекинувам, но оние кои што креираат джез музика, мислам дека не име ни една од целите да ги слуша, нели, цел свет. Сепак е тоа на некој начин светска музика, рафинирана и само вистинските луѓе и уживатели знаат вистински да ја примат, да ја така е, уживаат. добро е да стигне до што повеќе слушатели, Како меѓутоа не? интересно е што секој пат има публика и секој пат има публика за жив настап, за лайв концерти, значи тоа е најважно за нас. Сепак тоа е музиката на сцена и ние сме пресретни што секој пат нашите концерти голема благодарност нели до Поминуваат публиката, неверојатно секој пат има луѓе што не поддржуваат, што доаѓаат, што сакаат да слушнат нова музика, така да тоа Тоа е само најважно. тоа е ветерот тоа во грб говори. за вас артистите. Сношти имавте прилика Да, не може да ти испратиме без да ни раскажеш како беше. Вчера го Го најавивме. најавивме денеска со тебе, Ама имаме можност- одјавиме и ќе најавиме вечера повторно, вториот нели, концерт. Диско Nights или Диско вечери, кои што се два, да речеме, редовни, можеби со датуми веселичарски концерти за оваа 2026-та. Секој пат се бара билет повеќе, јас знаеш дека кажав, никој пат во животот не се обидов, бидејќи нели секој пат и сакаш да купиш билет за нешто, никој пат не сум нашол билет нели за овие концерти, ама како помина генерално. Ова е прилично популарен нели концерт, Да. како што кажа. Оваа година Василичарскиот концерт на Македонската опера и балет е во копродукција нели со Националниот джез оркестар, така да оваа година е заеднички и за нас е огромна чест и задоволство да настапуваме заедно со Македонската опера и балет, со оркестарот на Македонската опера и балет и со овие интернационални гости. Концертот помина супер, публиката беше презадоволна. 5 врни солисти, Така е, 5 врни вклучувајќи и солисти. нашата Ана Петановска. Нашата Ана Петановска исто така настапија сите прекрасно. Вечерва исто ќе го повторим истиот концерт. премиерна реприза. Така е. Така е. Да, оние кои што се купиле билети ќе можат да уживаат, а оние другите само вака да слушаме од раскажување колку е добро. Како и да е, ќе ти посакаме. Знам дека си генерално познавајќи те Цеци и Јаша и сите кои што се во твое обкружување, дека си неверојатно скромна личност и како човек и не сакаш така конзумеризам огромен. Меѓутоа знам дека ова го правиш и ова твое финале можеби во Зволе ќе биде само можеби твоја релација со остатокот од светот. Можеби нема да ти биде толку битно, не знам, наградата колку што ќе ти биде дали твоја презентација, така што тоа ќе ти го посакаме. Само да прашаме на крај, ќе биде, се надам дека ова и твоја успешна година, на крајот од овој месец Гоце спомена дека имате настап прв со Национален джез оркестар. Така е, да. Нешто твое лично, дали работиш настрана од Го спомена триото. Точно. Да, освен триото, дали освен тоа можеби нешто работиш плюс? Еве, ова што го спомнавте овој концерт, за тој концерт ќе имам исто така неколку композиции покрај останатите учесници, ќе имам свој придонес нели за тој концерт, авторски. Така да тоа е нели многу важно што е една да речеме комбинација помеѓу џез музика и класична музика, кај што ќе има нели гости од класичниот оркестар, така да тоа е многу важно и цело време работам на нешто, цело време сум на различни Секогаш има фронтови, понешто. да. Дали соло пијано, дали трио, дали за квартет, дали за бобхедс, дали за биг бенд, така да. Важно е да се работи. Така е, да. Гордан, ниве пред да те испратиме и во насока на она што следно ќе ни иде на програмата, би сакала да те прашам колку уживаш во зимава, дали си љубител на планински спортови или зимски спортови? Па, Практикуваш ли зимски одмори или чекаш да помине зимата? Од кој тип на луѓе си? новата година ја поминав работно со квинтетот на Дамјан Печиновски и бевме малку браво, во да. потоплите краишта, така да сега се вратив. Не бев се тука. Да, сега се А те вратив. забележа билам, си има некоја фатена Некој боја. Викам, добра, ај викам се сепак може, нели? Си билам можеби Па и на планина се Планина паѓате? се паѓате. и тоа. Ја Добро. не сум многу фан на скијање и на зимски спортови од причина што се ми е ризик, а не сум многу вешт со тоа, така да можам да уживам на планина, меѓутоа за зимските спортови не сум некој фан.